Со едноминутно молчење и отворена книга на жалост во француската амбасада во Скопје беше оддадена почит на жртвите од терористичките напади во Париз кои се случија викендот. Покрај македонските владени представници во книгата на жалост се потпиша и евроамбасадорот Иво Оров и германската амбасадорка во Скопје Кристин Аутхаузер. Според последните информации, 129 луѓе загинаа во Париз, 350 се ранети, од кои 80 се борат за живот. Француската амбасадорка Лоренс Оер изјави дека сега се води истрага и се преземени сите безбедносни мерки во Франција. Некој истрагата продолжува, но очигледно е дека и ИСИС е поврзана, впрочем и самата ИСИС превзе одговорност за атентатите во Париз и очигледно дека и Сирија вмешана во тоа. Меѓутоа сакам да кажам дека голем дел од оние кои што учествуваа во нападите се веќе откриени, 4 лица од нив веќе се идентификувани, станува збор за французи, најверојатно станува збор за 3 различни екипи кои што действувале истовремено. Една од екипите возилото кое што го користело е пронајдено во Белгија. За едниот од нив, односно возачот на возилото, се предпоставува дека е во бегство, но најден е неговиот сириски пасош, за кој што нели е откриено според дигиталните отпечатоци на Фронтекс дека влегол во Лесбос на 3 октомври. Меѓутоа сакам да предупредам дека не треба воопшто сите мигранти да се поврзуваат и да имаат некаква вмешаност со терористичките групи, што знам дека воопшто не е лесно и затоа ги повикувам и сите земи и сите медиуми да внимаваат на тоа. Се разбира дека од една страна терористичките напади се неоправдани, меѓутоа не значи дека сите мигранти учествуваат во тоа, затоа што за жал некои од нив ги напуштаат своите земји затоа што се приморани поради војните. Il ne faut pas que tous se sentent devenus les victimes de cette terrible tragédie.